Она што следува во продолжение е линковско вклучување. Знаете дека веднаш по вестите во 8:30 ве водиме надвор од студиото. Овој пат на линк, еве ќе ја видите за многу брзо, еве ја гледате веќе на екран нашата Ирена Спировска, мојата именјачка. Иренка, добро утро. Убав разговор со Иван Наумовски, оперски пејач. Ќе ги најавите неговите музички активности како за окружување на 2025 година. Поздрав до тебе, поздрав до Иван и да го слушнеме вашиот разговор. Повелете. Добро утро, Ирена, поздрав до тебе, до екипата во студиото, во режијата и секако до гледачите на нашата утренска програма. Добро утро секој утро во редовниот термин во кој што се јавуваме во живо терен. Утринава се јавуваме од Скопската населба Аеродром и првото утринско кафе го пиеме во кафе Имидж со еден од најпознатите млади оперски уметници кај нас, ти веќе го најави, Иван Наумовски, магистриран оперски уметник на два универзитети, Универзитетот за музичка и сценска дејност во Виена и Универзитетот за уметност во Грац, декан на Факултетот за музичка уметност, а поводот за нашава утринска дружба е концертот на студентите од негова класа кој што ќе се одржува утре во Гевгелија, но и останатите музички активности со кои што тој ќе ја заокружи оваа за него исполнета и успешна 2025 година. Пред се, добро утро. Ти благодарам, Ирена, на прекрасното представување. На вистина, мене ми е големо задоволство на овој убав ден на утринското кафе да го испијам со тебе. И само една мала корекција, доцент, извини, не декан, ама ќе ја поздравиме деканката. Се извинувам, значи јас несвесно сум кажала. Кога веќе спомнавме, апсолутно се случува. Мене повеќе ми се случува, почесто ми се случува така да сгрешам нешто. Уште не проработело првото утринско кафе. Дали си утрински човек? Дали стануваш рано наутро и кои се твоите утрински ритуали? Не до толку, освен ако не морам нешто да направам на вистина, подосна почнуваме ние пејачите генерално, знаеш, пробите во театар секогаш почнуваат во 10 часот, така да 8-8:30 како се разбуди човек, може и директно да се отиде на проба, нема никаков проблем. И ако мора да се пее, тогаш треба телото секако да е поразбудено, но во тие случаи кога имам проби, иначе не, со студентите почнуваме обично околу 11:30 на план, да речеме, одредени денови во неделата и работата не ми наложува едноставно да бидам до толку утрински човек, можам да си ја фокусирам енергијата на вечер кон теретана и да вежбам повеќе и затоа така да преспијам еден дел од утрото, да речеме. Оваа година, како што споменав, беше многу активна за тебе и ја завршуваш со многубројни активности. Она што е најактуелно е секако утрешниот концерт на студентите од твојата класа. Како течат подготовките и дали е се спремно за утре, каде ќе се одржува концертот и во колку часот започнува истиот? Така, да им посветиме малце време на моите студенти и на мојата работа, односно на мојата дејност, на кој што го правам како даскал на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Спремни се студентите, имавме многу, да кажам вака, напорни подготовки уште од почетокот на семестарот, па се до сега. Хотелот ќе се одржи во хотелот, односно концертот ќе се одржи Значи уште не сме го испијали. До пола испијано кафето. Концертот ќе се одржи во хотелот Аполонија во Гевгелија, благодарност до господинот Ѓорги Улишев, кој што ни го возможи ова патување, да кажам, да можеме да отидеме во Гевгелија и студентите да го представат своето знаење, секако да ги поддржиме младите уметници. Сите жители на градот Гевгелија срдечно ги канам на тој концерт кој што ќе се одржи во хотелот Аполонија, ќе започне во 19 часот, влезот е слободен и драго ми е вака што ќе можам да видам на еден јавен настап покрај оние настапи кои што ги имаме на Факултетот за музичка уметност, студентите што можат и надвор од него да направат. Може ли да откриеме дел од програмата што ќе биде изведена утре во Аполонија? Секако ќе бидат изведени дела од бејги композитори, има вака, од италијански композитори, исто така од германски композитори, од германските композитори Франц Шуберт, Хуго Волф, ќе го ставиме и Моцарт тука, нели, затоа што сепак на германски јазик ќе се пее, од австријски композитор, Волфганг Амадеус Моцарт најмногу дела ќе има од него, а од италијанските композитори Джакомо Пучини секогаш е присутен во репертоарот на моите студенти, она веризмо и белканто пеење мора да се негува, затоа што одлични технички вежби може да се прават тука према тоа пеење, доста напредок да има кај студентите, а исто така и
Белини е еден фантастичен композитор од најрана возраст до најстара возраст, кој што треба да се практикува, има прекрасни фрази и може многу да се научи од него. Тоа значи дека ова ќе биде едно преубаво предновогодишно уживање за публиката од Гевгелија, па и од околните места кои што ќе сакаат да дојдат и да присуствуваат на овој концерт, на кој што студентите ќе покажат што се досега совладале. Секако. И знаеш како, јас навистина сакам да пеат. Јас им велам дека сакам да пеат. Зошто? Затоа што ние тоа што го работиме мора едноставно да се примени на сцена. Едно е кога се пее во 4 ѕида во соба, друго е кога ќе се искочи на сцена. Знаеш, некогаш нашето тело е навикнато да ги повторува оние стари навики, она пеење кое што сме го имале можеби минатата година, да речеме за прва година студенти, начинот на кој што пееле во средна школа или пред 2 или пред 3 години, и сега треба да го применат тоа ние што го работиме едноставно на сцена, кое што искрено воопшто не е едноставно, и за да се примени тоа треба телото да е слободно, да е по-слободен вака човек, да нема трема, да кажам, да биде фокусиран, да се обиде да го примени тоа, за да го направи едно чекор напред, и затоа е важно искуството и важно е пеењето. И јас лично верувам дека тоа многу им помага. Веднаш после концертот секако продолжуваш со активности. Во подготовка е големиот концерт посветен на 25 годишниот јубилеј на маестро Симон Трпчевски, на кој што исто така ќе те видиме на сцена. Концертот е закажан на 20 декември во арената Борис Трајковски, и верувам дека за овој голем музички спектакл што некако ќе ја заокружува 2025 година, сите вие кои што сте дел од уметниците што ќе настапуваат се подготвувате со посебно задоволство. Најпрви, ова фантастично го кажа, навистина, најпрви сакам да му честитам од моje и од твое име во емисијава, ќе му честитам еден, не знам, немам зборови, гигантски јубилеј на нашиот маестро и нашата македонска гордост на музичката сцена Симон Трпчевски. Мене ми е особено задоволство и чест да кажам јавно, и секогаш кажувам дека ми е личен пријател, дека ми беше професор и многу работивам научени од него. Иако јас не сум пианист и се обидував колку толку да ги применам нештата кои што ми кажа додека му бев негов студент, но научив многу други работи. Научив како треба човек да се однесува према професијата, како треба да се однесува човек, колку треба да е внесен и фокусиран и едноставно работлив, да работи, за тоа што музиката не простува, нема краток пат до музиката. Истиот патот за сите, мора да се работи, мора да се биде фокусиран, да се обрне внимание на најмалите детали на секоја нота, за да се направи музика, за да се направи уметност. И он тоа го прави навистина феноменално, и еве се уште учам од него, што се вели кога настапуваме заедно, и му го честитаме 25 годишниот јубилеј, му посакувам уште многу успешни години, и мене ми е многу драго после минатата година каде што настапив на тој новогодишен концерт, каде што он беше главната звезда во арената Борис Трајковски. Еве повторно да добијам еден повик, да ми израдува со еден повик да настапам повторно, ми е големо задоволство. Секако сега со малце различен програм од минатата година. Има и уште гости кои што нема да ги најавувам, гостинка која што нема да ја најавувам, но еве едно јаготка на шлагот што се вели, едно одлично заокружување на ова многу успешна година, на која што јас лично сум горд што ја имав после летото и сите оние настапи во Франција, во Италија, во Австрија, со Македонската филхармонија, со оркестарот на Македонското опера и балет, и зенитот кој што го достигнав во мојата кариера оваа година, што се случи на 28 јуни, а тоа беше настапот со Карл Михаел Цирер оркестарот во златната сала на Музикверајн како солист, и бевме водени од палката на маестро Јоханес Вилнер, многу познат австријски диригент, кој што е така еден од најистакнатите диригенти во Виена. И Симон мене кога ми се јави беше вау, мислам не можев подобра година вака на кариерен план да посакам. Убаво е да се слушнат вакви убави резултати и достигнувања што ја одбележа и ја збогатија во твојата музичка кариера оваа 2025-та. Дали за новогодишните празници конечно малку ќе најдеш време и да одмориш, или ќе ги поминаш работно? Знаеш како,
толку многу сум фокусиран во моментов на работа и некако целиот живот ми е, затоа што сите знаеме дека декември ќе биде тежок и целиот живот ми е некако насочен да можам да ги стигнам сите работи, да можам да се видам со сите луѓе, да посветам односно време еве и на студентите и да бидам во одлична форма и во одлично здравје за концертиве, што мислам дека воопшто и не ми треба одмор. Толку сум некако навикнат веќе на оваа работа, што не ми треба одмор, но секако после испитната сесија, можеби крај на февруари, зашто да не се скија некаде, еве да речем. Па и убаво е да се отиде малку на воздух, да пееш ли кога скијаш? Не, знаеш како кога скијам, не. Ова е многу интересно прашање ствари. Кога скијам не, ама многу често и тоа им го велам на моите студенти. Јас на пример кога сум готвел, додека чекаш нешто или кога возам автомобил, да кажеме, многу често знам така да си подпевнам тивко, ама технички само да си се подраспеам малце и да си се контролирам, на пример, изначување на вокалите или нешто. Не сакам сега до толку да навлагам во детали за публиката, но некогаш го користам секој момент кога ми е потребно, на пример, нешто да пробам нешто. Не мора да е пеењето гласно, нека тоа е една мисконцепција, едно погрешно сваќање кај луѓето. Можеме и многу потивко да пееме, а на истиот начин да се контролираме кога сакаме гласно да пееме, само повеќе воздух ќе дадеме и тоа е тоа. Значи наутро не ги будиш соседите, согласно? Не, јас не сакам музика наутро, искрено сакам малце кафето утринско да се го испијам така на рад, затоа што знам дека после ме чекаат 6-7 часа со студентите и знам дека доста музика ќе има. Да, всушност ова го паметам затоа што го спомена исто во едно интервју пред некоја година што го правевме по повод добивањето на наградата Маш на годината и се сеќавам кога рече наутро сакам да ми е тивко. Така и мене ми текнува во друг локал го правевме тоа интервју пред 2 години беше точно. И Ирена навистина ми е драго, еве, секогаш ти благодарам јавно што секогаш ги следиш мојот кариерен пат, односно се ангажираш да промовираме одредени работи и навистина ти благодарам. Кејф ми е вака да кажам што имаме пријател како тебе во кај медиумите, еве, за да ги најавиме овие убави нешта кои што треба многу почесто да ги има. Секако, тоа ни е должност, затоа што убавите нешта треба да станат видливи, да се афирмираат, а очигледно нашата музичка сцена има врвни уметници кои што заслужуваат простор и во медиумите и пред гледачите. Ти благодарам што во ова декемвриско темпо, кое што знам дека е набиено, одвои време да бидеш утринава заедно со гледачите на телевизија Алфа. Посакувам успешна реализација на утрешниот концерт во Гевгелија, во хотелот Аполонија и со нетрпение го очекуваме и концертот на 20 декември, каде што ќе ве видиме заедно со маестро Трчевски. И секако нека ти е среќна и успешна и новата 2026 и да те гледаме што почесто на разни сцени кај нас и секако ширум светот. Така, ти благодарам Ирена, исто и тебе ти посакувам се најубаво. Јас да знаеш дека и тебе исто те пратам, нели, на социјални мрежи сме пријатели. Навистина ти се радувам на сите успеси, на сите интервјуи, на сета промоција која што ја правиш, затоа што ние самите ако не си помогнеме и ако не се туркаме, нема кој да не турка. Сметам дека треба поунитарни вака ние македонците да бидеме, посебно во областта на културата, за да се истакнеме уште повеќе, да направиме едно поубаво општество, да шириме една позитивна енергија низ призмата на културата и ти посакувам на тебе се најубаво во новата година. Веројатно ќе се видиме на некој настан, има уште време да кажам. На гледачите на малите екран исто така им посакувам се најубаво, да ги уживаат овие празници со своите најблиски, да посетуваат културни настани, концерти, еве нека повелат во сабота во Борис Трајковски арената на новогодишниот концерт на Симон Трчевски и навистина немам што повеќе да кажам, освен да шириме убава и позитивна енергија околу нас. Преубава порака за крај, благодарам Иван уште еднаш, а ете и вие трудете се денот да ви биде исполнет со музика, заради тоа што таа секогаш го облагородува нашето секојдневие. До крај на оваа година многу музички настани на нашата музичка сцена, одвојте време и проследете ги, бидете сведоци на неверојатни музички перформанси кои што се случуваат. Со оваа информација го заокружуваме јавувањето во живо. Секако ви останете и понатаму со програмата на телевизија Алфа и со нашата утринска емисија Добро утро секое утро. Од студио продолжуваат уште многу актуелни и интересни содржини. Ирена, поздрав од нас. Ирена, благодарам за ова линковско вклучување.